Катастрофата која ја окупираше јавноста речиси 153 дена започна на 20 април кога нафтената платформа на Бритиш Петролеум во Мексиканскиот залив експлодира, а 2 дена подоцна и потона. 11 работници го загубија животот, а 17 беа повредени. Официјални представници од нафтената компанија тогаш тврдеа дека нафтата не истекува во океанот. Кога вистината стана неизбежна, тие почнаа да бараат изговори. Нафтата не само што истекуваше, туку ја предизвика најголемата нафтена катастрофа во историјата. Истечената нафта го загади океанот и го загрози живиот свет. Нанесе непоправливи штети на флората и фауната, ги уништи плажите, а влијаеше и на економијата на Флорида, Мисисипи, Алабама, а посебно на Луизијана. Хаваријата на платформата предизвика истекување на 4 милиони барели нафта во океанот, што претставува најголемото испуштање нафта предизвикано од несреќа. Се што направивме од тој ден наваму се трудевме да го направиме како што и доликува на една одговорна компанија. Бритиш Петролеум го навлече гневот на граѓаните и невладините организации за заштита на животната средина, кои го обвинија за неодговорно работење и неспособност во справувањето со кризата. Иако се случи еколошка катастрофа, сепак не се остварија предвидувањата дека тоа ќе биде крајот на Мексиканскиот залив. Ова истекување на нафтата е најголемата еколошка катастрофа со која Америка се има соочено. Повеќе од 500.000 жители побараа компензација од 20 милијардскиот фонд формиран од Бритиш Петролеум на инсистирање на председателот Обама, кој исто беше огорчен од односот на компанијата. Во некои делови од заливот чистењето се уште трае. Во некои е завршено и британската нафтена компанија ги има прогласено за безбедни, но локалните жители се сомничави и стравуваат дека се уште има нафта на дното на заливот. Некои места остануваат затворени како островот Елмер на кој пристапот е забранет. Бритиш Петролеум вели дека островот е почист отколку што бил порано, но обезбедувањето кое ги запира сите кои сакаат да дојдат таму не може да ги убеди луѓето дека на островот е секако што треба.